Ја испраќаме пораката на обединување по сите основи и повикувам да продолжиме напред. Заедно ја поставивме државата на правиот пат. Нашата држава е и ќе биде среќен дом за сите граѓани. И од овој пат назад нема. Но мора да сме свесни за значењето на секоја наша индивидуална одлука. Затоа што предизвиците секогаш има и ќе ги има. А од нашата решителност и од исправноста на нашите одлуки зависи и сопствената иднина, иднината на нашите деца и иднината на државата. Денешниот датум, 27 април, е аларм кон што водат политиките на поделби и политиките на водење сметка само за лични интереси. На овој ден си ја спасивме земјата од злите намери на алчноста за власт. На овој ден во домот на граѓаните ја одбранивме демократијата и застанавме на патот на автократијата. 27 април подсетува и на нашата обврска да не дозволиме никогаш повеќе да се повтори газењето врз човековите права и слободи. 27 април подсетува на нашата одговорност, крвта пролејана за да се запре злото, да ја замениме со граѓански глас кој повикува да одиме напред. Ова се времења кога заедништвото и прогресот се единствената опција која носи добро на нашата земја. Тоа треба да го потврдиме со изразена силна граѓанска волја и свест дека нашиот единствен пат е напред. Овој народ секогаш носел исправни одлуки. Гласот на граѓаните е вистината. Тој глас е слушнат и е разбран. Сега е потребно секој да ја извади решителноста од себе и да постапи совесно за доброто на своите деца и за доброто на едината народната земја. Дали лично вие како премиер сте задоволни од изречената пресуда или постигнатата пресуда за крвавиот четврток од 27 година? Лично вие како премиер? За мене е многу важно, дури низ ваквите тешки процеси, да го изнајдеме начинот како да се помириме, да си подадеме рака. Малку сме. Една шака народ ние Македонија. Малку народ и верувам дека треба и простувањето, еве, и пред овие големи празници уште еднаш да го спомнеме, заради тоа што нема крај ако еден на друг само лошо мислиме, лошо правиме или слично. Но секако тоа се случи преку едно разграничување на насилството и организацијата на немилиот настан на 27 април со сето она што било стихија, водено или граѓански аспект на влегување во парламентот. После тоа разграничување падна и судските пресуди. За мене како граѓанин е важно правниот систем да исполни својата мисија, тоа е да не се повтори никогаш повеќе. Казните, според мене, се соодветни за да не се повтори повеќе, да не му падне на никој друг во државата да повтори вакви настани, кои што сите се трудиме да ги забравиме.